Таблата пред споменикот на Александар Македонски во прилеп со која се наведува дека тој сега е историска личност од античката хеленска историја и цивилизација од утрово е оштетена. Непознати сторители го избришале текстот и го одлепиле горниот дел од таблата. Но не само во прилеп, гневот на граѓаните со брусењето на шахтите и поставените табли пред спомениците со кои се негира македонската историја е голем. Битолчанецот Горан Божиновски се впушти во герила акција за враќање на сонцето од Кутлеш на шахтите на битолските улици. Со шахтите проблемови, најпоследниот што треба да се реши. Друго не гледам. Револтиран сум од то и затоа настапив така. Градот Скопје не бил надлежен да врши контрола врз скопските општини за тоа колку истите ја почитуваат наредбата на владата за отстранување на сонцето од Кутлеш, ама бил надлежен символот од Вергина да биде тргнат од пешачките патеки и јавни површини во Скопје кои се под негова капа. Градот Скопје не е орган кој што врши надзор врз работата на останатите единици на локална самоуправа, значи не можеме да изразиме задоволство или незадоволството што немаме увид во таа ситуација, она што ние го имаме како наша ингеренција, постапуваме и ќе постапиме согласно меѓународниот договор со Република Северна Македонија го постигна со Република Грција. Ги отстранувате такива? Апсолутно да, онаму каде што ние имаме обврска тоа да го направиме, тоа го правиме. Министерот за локална самоуправа Горан Милевски ја одбегна денеска новинарската екипа на Алфа со образложение дека има набиена агенда, па не добивме одговор колку од општините биле послушни и го спровеле договореното од нивици. Инаку ниту 24 часа не издржа тројазичната таблот пред споменикот на Александар Македонски од плоштадот Македонија. Службите на градот контра граѓанскиот отпор побрза и залепија нови табли, што се гледа и полепак од кој е неумесно нанесен. И таблата од пред споменикот на Олимпија на плоштадот Карпошово стание целосно беше отстранета.